Волонтери вработени во АРМ, во јавното претпријатие Чистота и зеленило и во секторот за комунални дејности, инфраструктура и сообраќај и заштита на животната средина и природата се дел од екоакцијата насловена Генералка Викенд, што започна утрово на повеќе локации во градот. Според градоначалникот Максим Димитриевски, на територијата на општината евидентирани се повеќе од 70 диви депонии, апелирајќи до граѓаните за повисока еколошка свест и соодветно одлагање на отпадот и градежниот шут, кој најчесто завршува на дивите депонии. Димитриевски потенцираше дека дел од депониите се чистат по неколку пати во текот на годината, како што е случај со дивата депонија кај поранешен Туш на влезот од населбата Перо Чичо. Апелирам до граѓаните и ги молам да не го исврлаат отпадот непрописно. Имаме јавно претпријатие, доколку има потреба ќе се јават таму, во секој момент можеме да доставиме голем контейнер за габаритен отпад, за градежен шут, а дополнително и да се придржуваат законот за комунална хигиена и чистота, бидејќи на овој начин се уништуваме самите себе си. Димитриевски посочи дека општината работи со скромни средства, но сепак има предвидено во рамките на годишната програма за работа ставка за расчистување на дивите депонии, но и ставка за чистење на речното корито. Општината ќе расчистува и дива депонија направена на регионален пат, иако не е под нејзина надлежност, туку на јавното претпријатие за државни патишта, рече Димитриевски. Тој додаде дека секој граѓанин може да депонира ваков отпад на градската депонија, каде што за влез се наплаќа скромна такса од 50 денари. Доколку има потреба и тоа биде организирано, можеме со одлука на Советот да обезбедиме и бесплатен влез. Дополнително услугата постои во рамки на јавно претпријатие да се постави на одредена локација за градежен отпад голем контейнер, за која услуга мислам дека се плаќа околу 2000 денари на јавното претпријатие. Што се случува? Во моментов имаме над 30 мотокултиватори кои што спротивно на законот оперираат на територија на општина Куманово. Вклучени се директно во сообраќајот. Енеја локацијата кај што седат, моментално ја уредуваме и ја поплочуваме и се обидуваме да ги дислоцираме од таму. Согласно законот немаат право да учествуваат во сообраќајот, но мора да потенцирам дека МВР не ги санкционира. И во оваа прилика апел до Министерството за внатрешни работи да се вклучат и постапуваат по законот, да ги санкционираат и да ги исклучат од сообраќај, бидејќи до сега имам 3 пати напишано писмено барање и никој ништо не презема на тоа поле. Малиот број на комунални инспектори и редари не ограничува делот на делување, но повикувам да се вклучат реонските полицајци. Акцијата Генералка Викенд е поддржана и од делегацијата на Европската Унија во Скопје преку нивниот проект за чисто како дома исто, од Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. We are very happy and we're very honored. Многу сме срекни и почестени That the municipality of Kumanovo дека општината Куманово is one of the 10 initiative municipalities е една од 10 иницијатори општини that take part in this wonderful project, што зема учество во овој прекрасен проект, which purpose it is чија цел е to make life a better one. да го направи животот на граѓаните подобар. We are collecting trash in 10 municipalities, and for every 10 kilograms of trash Во собираме отпад во 10 општини во државава и за секои 10 килограми собран отпад we will plant a tree. ќе засадиме дрво. Никогаш не можеме да исчистиме толку колку што самите можеме да уништиме и загадиме. Ние ќе продолжиме да се бориме со овој феномен за да му дадеме модерен, урбан и зелен лик на Куманово, потенцираше градоначалникот Димитриевски.